Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски. Може би знаете, може би и не, кога јас ќе облачам нова кошула, а кога Горан ќе го заземе оној негов став, тоа значи дека вечерва ќе имаме наистина сериозна дебата. Наш гостин овој пат е исклучителен господин од Битола, поранешен муфти од Битола, интелектуалец од, слободно ќе кажам, висока категорија, господинот Пулми Велио. Добра вечер. Благодарам на поканата. За почеток веднаш да кажам, ќе разговараме на тема која што е прилично сензитивна и затоа би ве замолил, почитувани гледачи, да ја проследите оваа емисија со отворен ум, затоа што ќе зборуваме за конфликтот што се случува пред Иднаце, ќе зборуваме и за други теми, меѓутоа пред Иднаце за конфликтот што се случува на Блискиот Исток, конкретно меѓу Израел и Хамас во Газа, импликациите од овој конфликт врз целиот регион, а може би и пошироко, кога мислам пошироко, мислам и на Европа се разбира, меѓутоа и односот на Македонија кон целава оваа трагична приказна во ситуација кога се гине на вистина во огромен број, кога нема никакви назнаки дека ќе дојде до макар примирие, ако сме реални, се чини дека воопшто никој не сака да дојде до примирие, во ситуација кога оружјето звецка од сите страни и многумина се плашат дека може да дојде до навистина посериозна ескалација, време е да се обидеме колку што можеме пообјективно да влеземе во коренот на проблемот и потоа да донесеме одредени заклучоци, се разбира, кои што повторно ќе речам, ако ги согледате со отворен ум, може би ќе согласите со нас, може би не, но ќе дојдеме барем до некаква представа што на вистина се случува. Но за почеток сепак да почнеме со нешто автентично македонско. Господјата Урсула фон дер Лајен беше вчера и денеска во Скопје и испрати неколку пораки. Горан, тебе ти се обраќам. Една од пораките беше дека едве чека да не примат во европското семејство со нашиот уникатен идентитет и со нашиот посебен македонски јазик. Ова е флоскула во ред, меѓутоа многу битна флоскула и синтаксички, ако анализирате, уникатен македонски идентитет и посебен македонски јазик. Значи, македонскиот јазик, според Урсула фон дер Лајен, сакам ќе се земам дозвола да ја анализирам, не е едно исто, а всушност е едно исто. И тоа е малку навредливо. Јас не сакам да ја анализирам фон дер Лајен, која што си има своја мисија, таа тргнава мисија да обезбеди некаква поддршка за нејзиниот втор мандат, нели, како шефица на Европската комисија. Меѓутоа, на суштината е во тоа дека таа кога доаѓа овде, трет пат веќе доаѓа, еднаш кога дојде 2018 за референдумот, кога министерка за одбрана беше тогаш на Германија, ветуваше ќе влеземе веднаш во Европската унија ако помине референдумот, па дојде лани, чинам дека помина пред францускиот предлог да помине во собранието за кучоците, и се еве доаѓа трет пат. Жената си доаѓа тука, си ветува, си кажува, си раскажува. Ние од тоа немаме ништо и плюс уште една работа рече дека е неверојатно тоа што ние сме го направиле. И сега циниците ќе речат неверојатно глупи работи сме направиле, а ништо не сме добиле. Пронешиот муфтија на Битола Велио е тука со нас. Сега вие сте човек, да речем, и од световноста и од верата. Како ги доживувате овие гости кои ќе дојдат од странство, нели, големи буџи како на времето што велевме, ќе дојдат, ќе си кажат нешто, ќе ветат нешто, нема да исполнат и ќе си заминат. Треба да се потресуваме ние околу вакви посети? Не, јас мене тие посети. Прво добро вечер на сите гледачи, благодарам на поканата уште еднаш. Мене овие посети воопшто не ме тангират воопшто, затоа што ниту фон дер Лајен ќе биде прва, ниту пак ќе биде последна. Нашиот народ вели од ветувања куќа не се растура. Меѓутоа проблемот е како ние се чувствуваме. Дали ние можеме да сватиме дека имаме ментален проблем, па веруваме во такви флоскули или во такви ветувања, затоа што за мене јасно е многу јасно. Европа ако сака да не прими, ќе не прими за 5 минути,
А ако не сака да не прими, ќе си наоѓа и уникатен македонски јазик и уникатен идентитет и не знам секакви, да не речам некој потежок збор. Меѓутоа, јас мислам дека ние во Македонија, ова го мислам на политичкиот естаблишмент што ја води државата, не за народот напротив ни е прекрасен, меѓутоа не знае да направи избор. Се луѓе кои навистина немаат собствен став за ништо, се чекаат некој друг да им каже како да се однесуваат, што да прават, па би рекол, може би прашуваат на телефон што да прават и во спалните соби. Ама тоа е повеќе од јасно, затоа што ние како држава, како политички естаблишмент, до ден денес јас не се сеќавам дека сме имале собствен став за било кое прашање. Некогаш беше Белград, сега е Брисел и Вашингтон. Сега е Брисел, Вашингтон, ама мислам дека Брисел и Вашингтон се многу далеку. Сите тие не се тука во Скопје. Да, постојано се присутни тука. Постојано се присутни тука, значи до Брисел и Вашингтон е многу далек пато и тие функции се таму многу високи, така да не гледаат пандам за во Брисел и во Вашингтон, него тука што им се чиновниците, како амбасадори, како аташеа или не знам советници по амбасадите, тие не ги кројат работите, затоа што јас не би рекол, не би сакал да речам дека сме недоветни или малоумни, меѓутоа во секој случај фактите го зборуваат тоа дека ние навистина сме како власт, како политичари и недоветни, може би и малоумни. Проблемот е, кога ја прашав како ги доживувате овие пораки од Брисел, фон дер Лајен нели беше тука, претходно беше преспанскиот договор, Могерини се викаше, италијанка една, сега веќе ја нема никаде, не е важна. Проблемот е што во Македонија ние сме тесно поврзани и внатрешната стабилност и кохезија, да речам, е поврзана со Европската унија. Иако бројот на луѓе кои што сакаат во Европска унија по секоја цена да влезат се намалува постојано, сепак тоа е кохезивниот фактор. Или сега имам мода во политиката, се согласувам во недоветната политика, во мода е да се дели Македонија на проевропска и некаква друга антиевропска. Руска. И некаква руска или кинеска или не знам, про-турска имате про-иранска и такви имате некои тези се шират. Вака, Драган. Јас, например, мене многу страшно ме нервира, например, сето тоа што секој може да не лажи во секој момент. Значи, до ден денес ние од сите тие ветувања што ни се даде, не сме добиле ништо. Значи, јас конкретно не гледам ништо. Второ, многу голем проблем за мене е тоа што ние, еве конкретен пример ќе земеме, се радуваме перманентно странски инвестиции. Ајде да се прашаме што сме направиле ние самите. Значи, што сме направиле ние самите. Значи, 90-та година, само во Битола можам да ви ги набројам најмалце 20 фабрики. И тоа фабрики со пазар за 20 милиони луѓе. Ги уништивме фабриките, ги дадовме на поклон и ден денес ги уништуваме и сега чекаме некој странски капитал, некоја странска инвестиција. Самиот термин и самиот збор странски капитал, тој бе брат не е твој. Еден ден ќе си замине и ќе ги остави луѓето на улица. Еве во Битола, нека се затвори утре, задутре Кромберг и Шуберт, 6000 луѓе се вработени таму. Па луѓето ќе страдаат за леп. Значи, наместо да застанат, да промозгаат нешто, сами да направат нешто, ние секој ден чекаме некој нешто да ни даде за лепе очи. А тој што дава за лепе очи бара и нешто друго. Кога сме на фонот на инвестициите, што ги спомна господинот Велију, Урсула фон дер Лајен токму тоа и денеска го порача, имено дека Европската унија се подготвува да даде 6 милиарди евра во наредниве години за да продолжат потребните реформи за интеграција со блокот на европски држави. Значи 6 милиарди долари за целиот Западен Балкан, евра се извинувам. Повторно тоа е нели оној морков условно кажано. Тоа е едниот дел. А може ли само да се коментира? Се разбира. Вакви суми слушаме ние постојано. 4 милиарди, 6 милиарди. И сега наредниве неколку години. Ако се
4 години да ги земе, тоа се по милиарда и 500 поделено на 6 држави во регионот. Не знам дали се хрватски стои, неверојатно не се. Не, тоа е Значи западен на Балкан. 6 држави во регионот по милиарда и 500. Да земеме сите подеднакво се по 250 милиони евра и не велам дека е тоа лошо за Македонија. Тоа нема да биде така. Имате една Србија со 8-9 милиони луѓе, Босна и Херцеговина со 4 милиони, Албанија со повеќе од 2,5 милиони луѓе. Значи ние ќе земеме 100 милиони евра. Но и тие нема да завршат таму кај што треба. Да, реформи преку инвестиции, во принцип тоа е пораката на Урсула фон дер Лајен, со тоа што нема временска рамка. А во исто време не временска, а во исто време на Украина само за оружје се дадени 27 милиарди евра, Мислам дека се повеќе, Горан. Не, само за оружје, а вкупно со реформи, подршки, не знам колку, можеби 80-90 милиарди, па извинете се Мислам малку. дека ја надминува цифрата од 100 милиарди Да. за Украина. И она што мене посебно ме интересираше, имено фон дер Лајен не се сретна со опозицијата, особено со Христијан Мицкоски, и тоа се толкува на повеќе начини. Едни велат, прилично луцидно, дека фактот дека Урсула фон дер Лајен не се сретнава со лидерот на опозицијата, значи практично дека индиректно се откажуваат од притисокот за уставните измени. Но таа се закани денеска, ако нема уставни измени, нема да Меѓутоа, преговори. средбата е оној начин на кој што вие можете да го извршите, оној најдиректен притисок кај што во затворени врати велите, не знам, Не може, да, ќе виткаме раце или не знам што ќе правиме. Објективно не може. Урсула фон дер Лајен па дефинитивно не може. Интересно да е- раце да витка не може. Интересен е коментарот на Тала Џефери, токму за ова прашање, гостувал на ТВ21, да, каде што е прашан дали е ова порака сама по себе за Мицковски, тој вели да, тоа е порака. На прашањето дали се работи за изолација можеби на господин Мицковски, Тала Џефери вели не знам што сакаше да каже претседателот на Европската комисија. Значи самиот Џефери одбива да го користи оној класичен пропагандистички, еве да го наречам, наратив, да, еве, значи кога би бил сигурен во тоа, да, ова значи дека ги изфрлаат од игра, дека без нив веќе нема ништо. Во тој правец нешто. Добро, Џафери е, да не речам, искусен политичар од Титова школа. Титова школа. Така да, ама факт е тоа, нели? Така. Титова школа, така да знае кога што да кажи, како да кажи. Нормално дека не сака ни да се замери со Мицковски, затоа што резултатите од наредните избори кога и да се повеќе Прилично од јасни, јасни, така да никој со сила на овој народ никогаш не може да наметне, меѓутоа ако најдат луѓе со кои си ја виткат кичмата, тогаш може да наметнат се и Европската унија и фон дер Лајен и било кој. Меѓутоа, Добро, во оваа ситуација не успеа. Доаѓаат тука многу и германци, американци, па, французи, тоа сакам не да успеа. тоа ВМРО сакам издржа да- досега тоа сакам и мислам да дека кажам. ќе издржи понатаму, да. Тоа сакам да кажам, така да ВМРО издржа добро. Добро е што во албанскиот блок се ствара една добра опозиција. Јас се надевам дека ќе биде и силна опозиција, која еднаш за секогаш ќе ги дефинира некои работи, затоа што јас не сум против владење и 10, и 15, и 20 години. Ако владееш праведно, ако раководиш праведно, ако бидеш добар за секој еден граѓанин, окей, и 20 години, и 100 години владеј. Меѓутоа, ако ти за себе и за мала група околу тебе собираш и земаш со шлепери, со камиони, а на народот не му даваш вода со едно лајче од чај, што се вели зборот, тогаш сосема е нормално да поддржуваш некоја позиција. Иако јас многу не верувам дека опозицијата би направила нешто многу повеќе, затоа што толку многу е раскликана ова држава, значи во секој еден поглед, сакате железница, сакате еве сега со Чебрен, сакате Затоа што железница, тука сме први во светот. Е, Што да, ја укинаме железница. да. Значи Може да се во пошегуваме сега. било кој поглед сме, значи државата Ние лидер на сите поли. на сите полиња и треба многу труд да се вложи. Единствено што мене ми влева некоја надеж, значи искрено надеж, дека наредната власт што ќе дојде во Македонија, без разлика кои се поименично луѓето, ќе бидат честни.
И ако се почне со честност, јас верувам дека државата ќе почне на добро. А штом почне на добро, тогаш веќе работите се менуваат. Само да забележам, ако смеам, не верувате дека Бојар Османи живее од плата? Повторно на мала шега и провокација. Не мора да се одговори. Не можам да верувам затоа што начинот на кој што живее, јас не сакам да навлезам во многу теми, начинот на кој што живее, луксузот кој го имаат околу дома, значи не само со една плата, и 10 плати да има, такви не. Но добро, Арсан Груби не може да му стигне платата, тој мора да позајмува коли. Јали Ахмети рече дека мора да позајмува коли Мерцедеси од 230. Босанците велеа на ова причам ти причу о шареном врапцу. Така да, ако мислат дека некој ќе им верува, тогаш секој им чест. Очигледно се помалку и помалку луѓе. Меѓутоа, луѓето се стигнати на таква некоја позиција, можат да прават сега во моментот што сакаат. Нема кој да им застане да ги стопира, затоа што нели довербата во судството, односно во правосудните органи е 1%, така беше поставено. И сега прашањето е кој е тој 1%? Јас велам и тврдам дека и самите судии значи не веруваат во тој 1%. Тие 1% се оние што им се јавуваат на судиите. Што им наредуваат. Тие се тој 1%. Иначе и самите судии и самите судии не веруваат значи во правосудниот систем на Република Македонија. Ни судии, ни обвинители, ни никој. Пред да одиме на тешката тема, две прашања околу Битола. Возот во Битола сообраќа, не оди ли возот во Битола? Возот во Битола функционира, само не овој за Скопје. Него возот од Битола до Жабјани. Секој ден во 11 часа си оди празен и се враќа празен. Празен? Празен до Жабјани, што ќе бара таму. Тоа се околу колку 17 км, нешто така, мислам дека беше. Па помалку 3-14 километри, меѓутоа секој ден во 11 часа тој. Прецизно. Вие дојдовте со автомобил од Битола, претпоставувам дека ако тргневте со воз ќе мораше оваа емисија да направиме во утре во најдобар случај. И него кога сме околу луксузот, не на министерот лично, меѓутоа на министерството кое што тој го води, тие ќе потрошат близу милион евра за рентање на, ако не се лажам, возила, меѓутоа 70 на возила, мислам дека се во прашање за оној самит на ОПСЕ, ќе рентаме возила во износ од близу милион евра. Го гледав министерот кој што објаснуваше, па немаме ние доволно возила за да ги... Не се само возилата во прашање тука. Значи цел тој проект кошта некаде над 5 милиони евра со прилагодување на салата Борис Трајковски. Мислам, тоа е најголема глупост, затоа што имаш Александар Палас, имаш други хотели во Скопје кои можат да го обслужат тој самит без никаков проблем и на високо ниво. Меѓутоа, посреди има нешто друго, нели? И сите знаеме што е тоа. Јасно, во Битола по старите генерации, нели кога комунистичките директори кога беа, тие не крадеа многу, меѓутоа обично се велеше кај што се гради таму и се кради. Така да не крадеа многу, ма вешто. Така да и ова е многу јасно, затоа што 5 милиони евра се за чиста глупост. Значи за чиста глупост. Зошто немаат собствени возила министерството? 175 возила се во прашање. Така да, кое возило, за какви возила зборуваме? Имаше една проценка, прочитав денеска на социјалните мрежи, на оваа тема. Со 1 милион евра држава може да купи 40 возила што се елементарно пристојни, за да може да останат после тоа во држава. Значи, сега збориме за главните луѓе да се користи, тој фамозен Мерцедес на Груевски, например. Зошто го користат? Па, повторно го користат за гости. А, мислите, не е етички да го користат? Па не е етички, не е морално, не е етички, не е никако. Па добро, ма вака им е подобро, ем го студија човекот, ем го користат Мерцедесот. Со тоа дури председателот Пендаровски се согласи. Значи, тоа е сосема неетички, неморално, нечовечки. Значи, и плюс не е машки. Значи, рековте дека ќе го продадеме, продадете го. Па купете после друг. Сгрешивме што го продадевме, мислевме дека не треба, ќе си купиме друг. Меѓутоа, истиот Мерцедес е чиста фарса.
Дефинитивно, тука се согласуваме апсолутно. Сега. Се префрламе на ова што е условно главна тема денеска. Војната веќе влезе во третата недела, чинам, па и повеќе. На 7 беше Да, на 7, се согласен на 7. Четвртата недела. Се работи значи за конфликт без мислични преседан во тој регион, инаку постојано конфликти има таму, меѓутоа со ваков интензитет. Со толку многу жртви, не е видено до сега. Ние да се обидеме, не знам дали да правиме историјат на целата приказна ќе биде компликувано, меѓутоа во некакви основни патокази тоа би можеле. Она што е јасно дека копнената офанзива, што ја најавуваше Бенјамин Нетањаху, премиерот на Израел, веќе е во тек. Тоа значи дека израелските војници со тенкови, со механизирани бригади влегуваат, меѓутоа се подлабоко и директно се соочуваат со борците на Хамас. Меѓутоа, она што е главниот проблем, од оној хуманитарен аспект се разбира е моментот дека постојано се ракетира од горе. Тоа значи дека авиони постојано изфрлаат ракети во Газа, каде што тоа е реалноста која што ја признаваат сите, на дневно ниво гинат по неколку стотини луѓе. За жал, јас мора прво ќе сакам да го наведам еден цитат од Куранот, поглавието Маиде, 52 цитат, каде што возвишениот Аллах вели: ако некој убие некој човек што некој невин човек или убие некого што не прави неред во светот, нему му се препишува како да го убил цело човечанство, или пак ако спаси некој невин човек, него му се припишува како да го спасил цело човечанство. Односно, тука треба да во ова ситуација не е ситуацијата за вземање страна или за незавземање страна, него треба да се зборува вистината и искрено да се каже она што треба да се каже. Затоа што денес или вчера слушав една изјава на едно мало дете, го прашуваат што сакаш да станеш кога ќе пораснеш. Знаете кој беше одговор на дете? Вели, што ме прашувате за нешто што јас не верувам дека ќе станам, затоа што ние во Палестина, вели, се раѓаме за да умираме. За да не израстеме. Страшна порака. И од почетокот на војната 7 до денес, значи секој ден, на секоја 8 минута се убива по едно дете. Значи не зборуваме за возрастните. Ја гледаме реакцијата на светот, на граѓаните, на луѓето во светот е реакција која заслужува секоја почит, затоа што и во Конгресот во Вашингтон, значи протестираа против војната самите евреи, или на Сиетл навивачите, или во Лос Анџелес и во Нью Йорк. Значи на секаде во светот луѓето се граѓаните се против ова што се случува. Не држат, значи, страна дека се тие муслимани или овие се евреи, значи тука не се работи за па дури и некои групи на западниот брег еврејски, дури и таму имаше протести против. Па вчера имаше и во западниот брег исто така и луѓе од Хамас од Ал-Фатах кои ги контролира Махмуд Абас, кој, значи, човекот навистина требаше давно да си оди, кои веќе протестираат со оружје, значи се плашам од еден домино ефект, војната да се префрли и таму. Но ова што денес се случува, јас како што кажа Драган, ова што денес се случува, ние не можеме да го разбериме ако не ја кратко, во кратки црти, не ја проанализираме малку генезата на проблемот. Од каде потекнува генезата на проблемот? Затоа што ова не е денешен проблем. Значи ова е проблем кој значи трае последните 5000 години, односно почнува од древниот Египет. Меѓутоа да не одиме многу назад, 586 пред нашата ера евреите се протерани од Палестина во Вавилон, односно во денешен Ирак, па после 50 години вратени. 2000 година, значи, односно евреите се тие што за жал, јас мора да го кажам ова, не само што убиле 5-6 божни пратеници, тие се и причина за убиството на Исус, односно Иса алейхиселам.
Значи, причина за тоа што тие го доведува на крст, односно да се разапне. После тоа, вториот век нашата ера се од римјаните протерани. Четвртиот век се протерани од христијаните. 1290 се протерани од Англија, 1394 се протерани од Франција, 1492 се протерани од Шпанија, Првиот пат, од тоа уште еднаш 1496 од Португалија. Значи, за време на Изабела повеќе од 100.000 евреи, значи, едно што се протерани, даден им е рок 3 месеци да ја напуштат Шпанија. Тие што нема да ја напуштат Шпанија ќе бидат убиени или запалени, што и се случувало тоа. Значи, и трето, значи, им било услов дете помало од 12 година не можат да го носат. И сите тие училиште наоѓаат во најголем дел во Османлиската империја. Односно, условно би кажал се, значи, повторно евреите обстанаа заради муслиманите. Ако не ги прифатеше Османлиската империја, значи, што ќе се случише со нив? Ајде да се вратиме, да дојдеме понапред. 19 век. Значи, истото се случува и во 19 век. Значи, се протеруваат од Англија, се протеруваат од Русија, се протеруваат, така да малку француската револуција, нели, со демократичноста или менување на концептот на државите од верски држави во етнички, во национални држави, и тогаш се појави повторно терминот антисемитизам. Значи, до тогаш беа прогонувани затоа што се евреи, значи, по вера, после се прогонуваат затоа што се евреи по нација. Така да... Но принципот е ист. Принципот е ист. Си постои премногу време. И после Берлинскиот конгрес, значи, Европа сака да ги да расчисти со евреите. Ама прашањето најголемо е како? Дали да ги асимилира, дали да ги да врши геноцид врз нив, или дали да ги протера. Евреите да ги асимилираш, нема шанси. Да направиш некој геноцид, и тоа, значи, се плашеа дека ќе се случи ова или она, и најдобра варијанта им беше да ги протера во пакет. Но прашањето повторно се поставува каде? Има две опции, една е Уганда или Палестина. И за време на формирање во Швајцарија на првиот конгрес на ционизмот, тука е донесено и прифатено и знамето на еврејската држава, 1897 година во Базел, под раководство на унгаречот Теодор Херзел, новинар. И самото знаме, значи, има своја символика, меѓутоа тогаш, значи, поготово рабините не прифаќаат во никоја цена, значи, Уганда, туку единствено место каде тие би отишле би била, значи, Палестина. Така да и тогаш со помош на Ротшилд фамилијата се протежира населувањето на евреите во Палестина. Се обидува да го купат, да го платат, да му ги платат долговите на султан Абдулхамид, значи, меѓутоа Абдулхамид не дозволи населување во Палестина, затоа што тој знаеше што може да се, значи, може да се населат насекаде во Османлиската држава, само не во Палестина, затоа што тој ја предвидуваше што може да се случи, што ќе се случи. Но исто така најдоа начин да го тргнат од престолот Абдулхамид. Во тој период во Јерусалим живеа некаде 3800 евреи. И значи од 1909 до 1917 се населуваат во Палестина некаде околу 40.000, а од 17 до 48 се населуваат 600.000 евреи за време на мандатот на Англија што го има врз Палестина
и врз Палестина, Јордан и целиот регион. Целиот регион, мандатот врз Сирија и врз Либан го има Франција тогаш. Така да, значи не е само да ги обвинуваме сега евреите, туку она што Англија го правела од 17 до 48 нема, значи не се разликува по ништо од она денес што се случува. Значи и тогаш палестинците протестираа затоа што им се одземаше земја, им се одземаше ова, им се одземаше она. Меѓутоа и им се купуваше муфтија. И им се купуваше. Им се купуваше. Тоа го признава, значи исламски автори, арапски автори дека купуваше. Најголем дел од земјата таму евреите си ја купиле од палестинците. Го купија. Јас затоа ви реков дека на Абдулхамид му нуда да му ги платат сите долгови. Значи тие не сакаа без пари да. Она после 48 веќе е без пари. Тоа е со узурпација, со окупирање, со сето тоа. До тогаш, значи, ја купуваат земјата, меѓутоа палестинците знаеа што ќе се случува. Но, да не одолговлекуваме многу. Историски час малку и добро и некој работи. Да не одолговлекуваме. 48. 48, значи, Обединетите нации признаваат го признаваат Израел како држава, меѓутоа не само Израел, туку уште тогаш треба да се створат две држави. Две држави. До тогаш евреите во Палестина контролираат, значи имат во собственост само 2% од територијата на Палестина. 48 веќе со договорот, односно со резолуцијата на Обединетите нации, 56% од територијата на Палестина му е додадена на Израел, 44% на палестинци. Меѓутоа повторно не се реализира ништо, па после имаме војната 67, 68, па имаме 73. Сакав да кажам дека од 1948 па до ден денес во врска со Палестина, Обединетите нации, јас ќе речам необединетите нации, разединетите нации донесуваат некаде повеќе од 820 документи. Значи, 820 документи, што резолуции, што ова, што... И до ден денес не е имплементиран ниту еден документ. И за какви Обединените нации зборуваме, за каква правда зборуваме, за каков напреден свет зборуваме, односно, кога е во нивни интерес, тогаш да, меѓутоа кога не е во нивни интерес, тогаш нема. Значи, ќе зборуваме за Обединетите нации и тоа со големо внимание, само сакам да го мораме да го сватиме историскиот контекст. Вие се разбира го знаете, меѓутоа за тие што не знаат. Значи времето од 1917 до 48 година евреите за жал во Европа со векови трпеле страшни. Веќе да не зборуваме за Холокаустот и за сите тие работи. Меѓутоа токму во оној период кога се појавува и фашизмот и нацизмот и кога почнува масовните репресии врз евреите, особено во текот на Втората светска војна, кога се убиени отприлика 6 милиони евреи, факт е дека Европа и ќе речам западниот свет чувствува морална одговорност. А сега сака да им го врати долго, така? Во тој момент зборувам. Чувствува морална одговорност дека на еден објективно напатен народ, треба да му се даде простор каде што ќе добие своја држава. Колку е тоа исправно со оглед на тоа дека тие живееле на таа територија 2000 години претходно, значи тие го напуштаат Ерусалим 71-та година, ако не се лажам, после оној бунт кој што е заврши со уништување на второто уништување на Ерусалим и така натаму, колку е тоа исправно. Некој вели тие биле пред 2000 години тамо, имаат историско право врз земјата, меѓутоа што со палестинците кои што живеат тамо последниве 2000 години. Спорува тоа. Значи никој не го спорува. Значи 48 ако се направеше, значи таа резолуција како што треба, да Обединетите нации ја имплементираа како што треба, 56% за Израел, 44% за Палестина, проблемот ќе беше решен уште тогаш. Но не смееме да забораваме дека 48 година, ден по прогласувањето на државата Израел, започнуваат напади од околните од Египет, од Јордан и од Сирија, мислам. Израел во тој моментот има 35.000 војници, а сите овие имаат само 15.000 војници и се распрачуваат сите за своји некои интереси. Значи таа меѓутоа не од палестинците. И МЛО, значи Палестинската ослободителна организација, не е формирана од палестинците, 64-та. Таа ја формира Јасер Арафат, палестинска
ПЛО. Не ја формира Добро, Јасер да, Арафат. тој беше символ. Јасер Арафат ја формира El Fetih 57 година. А ПЛО, значи Палестинската либерацијна организација, ја формираат Египет, Јордан, Сирија, тие ја формираат и после се откажаа повторно. Затоа што тие, за жал, значи се толку вештачки држави, држави без никаков концепт, значи држави без никаков собствен став. Например, 46-та или 7-та на Јордан, на хашимитската фамилија му велат англичаните, му се смачи, еве вас вие кралството вие ќе го формирате. И толку, ама за тоа треба да бидете послушни. Значи на тацна им е дадено кралство, како што им е дадено на Саудиска Арабија кралство на саудите. Со Египет знаеме како се однесуваат работите. Значи Саудиска Арабија е единствена држава, ако не се лажам, во светот во која што се нарекува по самото име на семејството кое што владее. Саудите, да. Да. И Јордан е по хашимитската фамилија. Хашимитското семејство. Ќе дојдеме и до Јордан. Има една многу интересна ситуација со Јордан, се надевам дека успеваат да не следат гледачите. Убаво е што се вративме вака историски да дадеме еден контекст, меѓутоа фактичката состојба сега, во овој момент. Во овој момент. Постојано има преговори. Само ова сакав да го надополнам. Мене ми е жал што и во овој случај повторно евреите, пошто тие и етнички и верски се идентификуваат како евреи, ми е жал да не останат повторно изманипулирани и утре за утре сите да им го свртат грбо. Затоа што евреите се еден од најизнапатените, не еден од најизнапатениот народ. 2000 години живеат во прогонство. Предходно, значи од Јосиф, односно Јусуф, па се до Мојсија, 400 години. Тие во Египет, кога се преселија во Египет, само за време на Јусуф живеат нормален живот. После смртта на Јусуф, 400 години, од фараоните беа третирани како робови и робови беа. Значи, тие се народ кој навистина се многу изнапатени, не само изнапатени, изубивани и меѓутоа сега малку нека се вратат и заради кефо на една политичка партија и за еден Нетањаху кој 2019 многу јасно вели: не го гибајте Хамас, затоа што Хамас побрзо ќе не доведе до целта која имаме. Значи, тоа е негова изјава. И овде веднаш едно логично прашање. Хамас на 7 направи страшен напад, страшен терор би рекол, 1400 луѓе беа убиени, 250 земени во заложништво. Вчера прочитав дека германската девојка што беа бара, што ја беше заробена, била обезглавена и така натаму. Мене не ми јасно е, вие сега ги разбирате, подобро работите, зошто Хамас го направи тоа кога знаеше дека ќе има ваков одговор Нетањаху, дека Нетањаху чека само да има повод за да го направи. Јас од еден исто така професор палестинец, во моментот името не можам да се сетам сега. Не важно, добро. Која е оправданоста или причината на Хамас. Вели вака: ние вели дознавме дека Израел ќе не изеде за ручек, за време на ручек, затоа ги пресретнавме за доручек. Значи веќе Нетањаху го имал овој план претходно. Значи за истиот ден Нетањаху го имал овој план претходно. Значи вака со една реченица. Значи дознавме дека ќе не изеде за ручек, затоа ние ги пресретнавме за доручек. Добро, но господине Вилио, мора да се согласите дека ако планирал Израел нешто, Хамас совршено му и сервираше казус бели. Значи вие вршите напад кој што не е нужно само кон воени објекти, туку влегувате во кибуци, влегувате во градовите тие што се околу Газа и вршите масакар на луѓе. И па сега за тој масакро јас не би се согласил, затоа што добро, зборуваме за официјални извештаи, еве. Да, официјални, ако се само од CNN и од BBC, затоа што се сеќавате на 10 октомври изјавата на Бајден. За бебињата, зашто? Згрозен за бебињата, дека обезглавени, дека жени мртви силувани. Меѓутоа Белата куќа на вечер го демантира сето тоа. Така да, сето тоа е пропаганда
Но, да не се разбереме погрешно, јас и на почетокот затоа го потенцирав Куранскиот ајет. Значи, јас, во никој случај, не само јас, и било кој муслиман, значи, солиден муслиман, никогаш нема да оправда ничие убиство. Ничие убиство, без оглед дали бил виновен или не Говориме за цивили, претпоставувам, за се, во војна е друга работа сега. Ама и војната има правила. Така, да. Има правила. Да, зборам за војна, зборам за војни припадници. Затоа што, например, војната има правила. Она што сега го Обединените нации 45-та го донесе како правила на војната, никаде не се почитуваат. Па во моментот сега Израел го прави најголемото војно злоство во светот, што не видено за светот, нели? Значи невидено, значи овие Хамас што има со ракети од водоводни цевки. Значи меѓутоа се работи за ситуација каде што ако го земеме ние актнамето на Султан Мехмед Фатих од 28 мај 1463 во Босна, што му го дава на... Се вративте многу назад, повторно. Што му го дава Тоа е освојувачот на Цариград. Што му го дава на христијанскиот поп... Не е важно името, не е Значи, толку важно. Актнаме значи гарантно писмо, каде што султанот лично гарантира за сите права на сите оние кои не му припаѓаат на исламот. Значи, подеднакви права за сите. Но, војната има норми. Значи, Мухамед вели, во војна, човекот кога ќе го одложи оружјето, ти не смеш да го не да го убиваш, значи не смеш, треба да бидеш праведен, да бидеш во мир со Бог, во мир со човекот, во мир со животинскиот свет, во мир со вегетацијата, во мир со еколошкиот поредок. Тоа е сега. Јас сега да прашам нешто друго. Не можеме да оправдаме злоството. Се разбира, јас сега да прашам нешто друго. Ниту на Хамас. На светот постои затоа што Хамас, значи да се вратиме овде. Хамас можеби сега се избегани од нечија контрола. Меѓутоа 87-ма Хамас, значи дали знаете како е формиран? Хамас е формиран. Господинот Издаревиќ 88 година вели, 80-тиот го проверив, вели дека Хамас Златко Дизаревиќ е формиран со помош нација од Америка, со помош на Мосад, со пари од Ријад. Саудитска Арабија. Да. И ова е неверојатна информација. Или пак, значи, затоа јас велам, страда невин народ, страдат луѓе кои навистина не се виновни за ништо. Се сеќавате на Олимпијадата во Германија 72 да. Во Минхен, кога се случува првото киднапирање на авион и по чија наредба? Значи по наредба на Јасер Арафат, така. И после почнуваат тие бомби, тие луѓе кои самоубиствени напади. Зошто? Затоа што стално кога преговорите доаѓаа пред свршен чин, некој се наоѓа за сходно да направи нешто. И сега, ние не се договараме со терористи, ние не се договараме со... Да, тоа значи, сето тоа е... Сакам да ве прашам. Во светот во моментов има преку милиарда муслимани. 2 милиарди. 2 милиарди, воред, не ја знам точната бројка, но факт е дека се работи за огромна бројка, распоредени се практично во целиот свет, од Индонезија до Албанија, сакам да кажам, има еден континуитет. И за сите муслимани ми се чини, Палестина е најневралгично прашање. Имаат муслиманите проблем во Африка, стравични, во Азија, и неправди зборувам, и не знам, во Сомалија имаше тоа што се случуваше насекаде, меѓутоа за сите муслимани ми се чини дека е сензитивно прашање токму Палестина. Зошто мислите дека за сите муслимани е Палестина? Затоа што не мислам. Од оно што го читам, таква е перцепцијата дека на муслиманите палестинското прашање им е она клучното околу кое што не се врти, меѓутоа им е можеби затоа што Ерусалим е тамо, затоа што тамо се наоѓаат и најголемите исламски и христијански и еврејски обележја, можеби заради историјата тамо токму во на Блискиот Исток се случуваат и најважните настани за исламскиот свет, меѓутоа еве впечатокот е тој. Зошто токму апсолутно
Но ти збориш дека на символичко ниво. Реално политиката... За политиката е нешто не друго. се грижи Ќе дојдеме до многу политиката. за Ќе дојдеме до Палестина. Не, политиката. тоа сакам да прашам, која муслиманска држава, еве на пример Ирак Добра. сега гласаше воздржано Да. во Обединетите нации. Дека? Тоа е посебно прашање, да. Значи, која? Што направи Јордан? Што прави Јордан е многу Саудиска интересен. Арабија? Што прави Кувајт? Што прават Емиратите? Тоа не е прашањето. Што прави Египет? Зошто тоа се случува? Јордан, на пример, денеска прочитав, бара кралот Абдула II, така се вика, бара од Америка што побрзо да донесе на јорданска територија патриот системи за заштита за во случај на не дај Боже Од Хамас. од Хамас. И сега, а Јордан е крал хашемитски кој што по дефиниција би требало да биде, и да не заборавиме, тој го одби состанокот со Џозеф Бајден пред неколку дена, во знак на протест поради ова што се случува. во Да, Палестина. ама сега бара сосема нешто друго. Да. Па како се толкува тоа? Па тоа Можеме за Ердоган да прашаме. тоа Милион и пол луѓе вчера или завчера? вчера, Завчера. Се појавија завчера, пардон. милион и пол до 2 милиони луѓе. Тоа е неверојатно нешто да го види човек на аеродромот во Истанбул. А Ердоган одржа еден радикален говор, го обвини и Израел за воени злостоства, употреби термини што секако значат како пораки. Меѓутоа Турција како една од водечките исламски држави во светот и воено сигурно најмоќна, ни по точка разно не верувам дека ќе се вмеша во овој. Ситуацијата не е за Судир. вмешување на Турција, меѓутоа ставот на Ердоган околу Палестина не е вчерашен. Значи, вие се сеќавате на последното негово присуство во Давос. Да. Значи, говорот негов во Давос. Значи, ставот на Ердоган, зошто? Затоа што во моментот, значи, последните се 70 години, она што Европа им го правеше на евреите, евреите сега им го прават на палестинците. Значи, знаете вие дека во Јерусалем, односно во западниот брег, не смеш да ја оставиш, ако си палестинец, не смеш да оставиш куќата празна. Значи, ако нема некој во куќата, влегува некој друг, вели од сега е моја. Значи, 550.000 евреи веќе ги имаш населени во тој западен брег. Тоа се оние колонисти што ги нарекуваат. Колонистите што ги нарекуваат и кои се заштитени со пунктови, со полициски пунктови, со сето ова. Значи, ставот на Ердоган во смисол на Палестина е секогаш, значи, во однос на она да се најде решение и едните и другите да живеат заедно во мир. Но ке И се власти едните дека да имаат Ердоган држава, соработува со Израел. Прилично. соработуваше и значи вака на некој не му е во ред, не му е во прилог да светот биде мирен. Затоа што не само Ердоган, него и Саудиска Арабија и Турција веќе воспоставија такви преговори, такви односи да ги надминат сите проблеми меѓусебни, билатерални или било како. Меѓутоа, некоја трета сила, она што реков јас од пред 5000 години, кои не ги знаеме кои се, често пати се појавуваат во разни форми и светот не го водат ни Америка, ни Англија, го води една компанија која стално се менува, која сака да го наруши човековиот род, која сака да ги изгуби човековите вредности како вера, како нација, како се, и сака да предизвика да роди некоја нова вера, универзална вера за сите и една нација и да владеат тие со целиот свет. Значи нивната цел е колонија, значи сите сме колонизирани. Сакаш прифати или не прифати. Културно преценели, културно Колонизирани, значи капиталот е во нивни раце, тие прават со капитал се, а преку колониите и капиталот добиваат огромна моќ. Знам, ова приказна е јасна, господине Велију, само проблемот е со Да, неја, треба да во се тоа освестиме. што... Да, меѓутоа, лесно ќе ве обвинат за теорија на заговор, класично... Може ли малку Нека ме околу обвинат, не ми е македонската проблем. македонската позиција во однос на овие прашања? Многу внимателни сите во Македонија околу Палестина, околу Израел. Во Обединетите нации гласовме Газа. воздржан. Да, денеска Што значи за Израел? премиерот Ковачевски денеска даде едно објаснување Да. зошто Ковачевски добил од министерот за надворешни работи Бујар Османи налог да биде воздржан, што исто вака малку е чудно. Па да, налогот до амбасадорот доаѓа од министерот за надворешни работи. Така. И тоа Ковачевски чин тука се огради
себе си се огради и го втурна Бујар Османи како муслиман. Мислам дека тоа му беше целта, вака перфидна игра во владата ја забележав денеска, да го обвини Османи, всушност дека е против палестинскиот народ на индиректен начин. Тој вели дека Македонија гласала воздржано за таа резолуција за хуманитарен прекин на огнот, нели? Заради тоа што не било прифатена, тоа е инаку јорданска е предлогот за резолуцијата јордански, затоа што експлицитно не е наведено дека Хамас извршил терористички акции. Дека всушност не е прифатена канадскиот амандман да се спомене во неа дека Хамас извршил терористички напад. Да, претходно имаше две блокади на резолуции, руска и да бидеме начисто. Хамас и појасот Газа. Појасот Газа е една територија каде што живеат 2,5 милиони луѓе. Живее. Сега сега веќе нема повеќе од 1.400.000. Но се работи за територија која што ја гледав негде од Битола до некое блиско село. Тополчани. Така. Не е ни до Тополчани, така да ширина има од 7 до 4 километри, обкружена со огради, да. Огради, значи со жица, бодликава жица, затоа што западниот брег е со ѕидани огради. Најголем затвор на отворено и сосема е нормално некој човек да се бори за собствената слобода. И ние, впрочем, 70 години го слушаме терминот окупирани територии. Кој ги окупираше, Хамас или Израел? Значи, Израел е единствената држава која до ден денес нема дефинирани граници. Ајбе, нека каже некој кај се границите на Израел. Во целост. Може некој да каже. Значи, нема дефинирани. Зошто перманентно окупира. Јас не ги, значи, обвинувам. Меѓутоа, едноставно ми е жал да повторно не ја доживеат судбината од кога светот ќе им го сврти грво и сега јас мислам да не се само предмет за подкосурување. Затоа што и тие исто така се многу изнапатен народ. Да. Меѓутоа имате ситуација во која што Соединените американски држави испраќаат два носачи на авиони, вториот Айзенхауер сега пристигнува во, мислам дека утре заутре ќе пристигне до водите на источниот Медитеран. Негде прочита во овој момент 73 бродови на НАТО и на Америка се наместени околу Персискиот залив и во источниот Медитеран. Ваква флотила немало мокина, не знам од кога, и на НАТО, да. На Америка, има британци, Франција, британци, значи ваква моќна, има и Кина, има и Русија. Ама има и Кина и Русија. Меѓутоа ваква моќна флота не се појавила во Медитеранот, не знам колку време. Мислите за Хамас е тоа? Тоа сакав да кажам, тоа не е заради Хамас. Меѓутоа прашањето е дали е некои теоретичари тврдат дека моментот е дојден за Иран да се пресметат, што е нели многу опасно прашање, а сосема друго прашање е што ако Хезболах се вклучи во приказната. Хезболах е многу посилен од Хамас. Хезболах во моментот само чека. Чека да се истрошат и Израел и Хамас. Значи чека да се истрошат и Израел и Хамас, затоа што ако сакаше тие да нападнат неколку пати, значи имаше колку напади имаше сега во Сирија. Имаше неколку напади во Сирија. Во Алепо и во Дамас главно. Ама овие сега чекат да се значи истрошат и Израел и Хамас и тогаш тие да настапат. Меѓутоа, Иран затоа се американските бродови. Иран не има голем проблем на Америка. Затоа што вака се. Затоа јас малку одам нема проблем. И фаќам работите од некоја перспектива на историјата. 79-та или 89-та кога беше? Реза Пахлави за минувањето? 79-та е тоа, да. Година, да. Нападот на американската амбасада во Техеран. Каде живееше во Париз? Хомеини. Од Париз дојде во Техеран. Со што дојде во Техеран? Со француски авион, да. Завршена приказната, зашо да зборуваме понатаму? Мислам дека Реза Пахлави пак отиде во Париз да живее. Тој отиде во Париз. Така да Иран не е воопшто проблем. Единствена, значи во моментот закана за поддршка на менување на концептот на светот, а светот ке се менува. Значи сакале ние да го прифатиме тоа. Тоа е очигледно, да. Тоа се менува. Сега, дали нешто ви зборува блискоста на Ердоган и Путин? Односно, на муслиманскиот свет со православниот свет. Добро.
Значи, истото се случува и за време на Султан Сулейман Величанствени. Кога се Во 16 век, добро? 16, кога се зближуваат христијанско и православниот свет, повторно почнуваат значи крстоносни војни и ова, она. Значи, некој сака да владее во светот и сите други да бидат значи нивни Под контрола. подчинети едноставно. И сега во тој момент, бидејќи мора да одиме за вести, само едно прашање, вчера во Дагестан, значи на руска територија, имате напад на аеродром каде што има некаква информација дека ќе дојде Ке слетат евреи. Ке слета авион со А што евреи. се патинците криви? Да, и одеднашка влекува маса народ тамо со намера да ги линчува очигледно. Така. Во Русија. Значи сето тоа Добро, во Русија, но Дагестан е Дагестан е руска територија. Да, предежно се Муслимани. муслимани и е република. Да, посебна република. Посебна Да, република Дагестан. Меѓутоа, значи, што се криви патниците? Така? Апсолутно ништо, да. Затоа, И тие бегаат од мака. овие што се сметаат за паметни, што се сметаат за лидери во светот, можат ова работа за 5 минути да ја завршат, да не добие домино ефект, затоа што народо веќе врие на секаде. Значи, кога имаш ти во Америка, кога имаш во Лондон, кога имаш не само, значи јас не зборувам за муслимани, воопшто луѓе, без разлика муслимани, христијани, евреи, значи луѓе се против ова што се случува. Вакви протести немало до сега. Имало, меѓутоа во последно време немало. Немало вакви протести. И ако значи ќе се оствари она што овај научнико како се викаше бе, не ми текнува. Што вели третата војна, не знам како. Ајнштајн, да. Ајнштајн. Не знам третата војна како ќе се одвива, ама четвртата знам дека со дрва и со камења ќе биде, да. Значи тоа не чека. Ако фати ова домино ефект, ако излези надвор од границите на Газа, а оди кон тоа. Добро, мислите дека може да има сеарапска војна, добро се Иран се персици се. Не сеарапска војна. Против Израел? Не, да, вака се. Мораме да го задржиме, да го завршиме прашањето, дека ни јавија порака дека време е за вестите на Алфа, потоа се враќаме на многу интересниот разговор со господинот Плуми Велију. Да, завршија кратките вести, продолжуваме со разговорот со господинот Плуми Велију, понајшер муфтија од Битола. Спомнавме, нели, разговараме за исклучително сензитивна тема, меѓутоа повторно велам со отворени очи и со отворен ум може да се дојде до одредени заклучоци, дали ќе ги прифатите или не, тоа е ваше, се разбира, меѓутоа ако успееме да ве натераме да размислувате, сметаме дека нашата задача сме исполниле. Господине Велију, Обединетите нации, тело кое што постои веќе колку 70 на години, самиот споменавте дека веќе не ја врши својата работа, дека тоа се веќе разединети нации, тоа го гледаме на секој чекор. Последната резолуција која што се гласаше во врска со премирието на Блискиот Исток, хуманитарниот прекид на огнот, предизвика некои неверојатни изјави. Денеска прочитав чешка министерка или заменик министерка, не ме фаќате за збор, вели дека таа резолуција е доказ дека Обединетите нации воопшто не треба да постојат, затоа што дури 122 земји сакаат да гласаат, парафразирам, за мир кој што ќе има возможност на Хамас да се излече, па дури и предлага, мисля дека му предложи на премиерот на Чешка да ги напушти Обединетите нации. За мене уште поодавно, не од сега, уште многу поодавно Обединетите нации не представуваат ништо, ниту пак можат да представуваат нешто, иако пред едно 10 дена со посебно задоволство го слушав амбасадорот, господинот Керим. Значи на свој начин многу добро го објасни сето тоа. Меѓутоа Обединетите нации, не само Обединетите нации, односно од Лигата на народите, јасно се знае дека зошто постои таа институција и за жал јас мора и ова да го кажам, и најверојатно се надевам дека нема да претерам повеќе на оваа тема. Значи, во моментот Обединетите нации и Лигата на народите перманентно, значи, поддржуваат најдоходовниот бизнис во светот, го поддржуваат најдоходовниот бизнис, а за жал сега тој бизнис е убивањето луѓе.
Значи во светот до моментот сега е убивањето на луѓе најдоходен бизнис. Сакаш земи Украина, сакаш земи сега што се случува во Палестина или претходно Сомалија, Јемен, во Африка, што се случува, замислете. Но ја тука мора да се спротивставам сега, господин Велиу. Ја работев 5 години за Обединетите нации, не само заради тоа што работев. Немате алтернатива за Обединетите нации. Доколку тоа е единственото место, единствениот дебатен клуб каде што големите сили, големата моќ во светот, зборам Кина, нели, знаеме кои се членови на Совет за безбедност, Русија, Велика Британија, Франција, па и другите земји членки. Постојаните се 5, така? Да, и непостојаните, и големите сили, Јапонија, Германија, Индија, Уште Пакистан. 15 се, да. Значи, тоа е тело каде што луѓето комуницираат. Ако нема комуникација, тогаш Да, меѓутоа кој се го решава? Во ред јас ве слушам, макар на символичко ниво. Не, ве сваќам дека нема алтернатива. Меѓутоа, еве, значи никогаш не може да се донесе никаква одлука. Конкретно, 5 одлуки се носат, не се спроведуваат. Не се имплементираат. 5 постојани членки на Советот за безбедност. Значи, Франција. Една католичка, 2 католички, 3 католички, една православна и една будистичка, религиозна, затоа што јас Добро, не се католици, американците се водат повеќе за протестанти. Ворет, ама христијанци. Протестантството произлегува од католицизмот и не се разликува воопшто од католицизмот. Само Кенеди бил единствен католички председател на Америка, да. Затоа што и Бајден вели дека е ционист, така, нели? Ако не си евреин, значи може да бидеш ционист, што нема никаква врска. Сакам друго да кажам. Во секоја ситуација, еве сега нека го решат проблемот. Ке стави Русија вето, или ако Русија мисли нешто друго, ке стави вето, Америка е завршена приказна. Значи е нефункционално тело. Лигата на нациите токму заради тоа пропадна, затоа што не ја оствари својата улога. Нефункционално. Меѓутоа, Обединетите нации остваруваа својата улога, претпоставам во времето додека постојат два блока кои што се со паралелна сила, значи, па колку толку држа пандан. Секако. Сега веќе, меѓутоа што? Турција бара да биде член на постојан член на Советот за безбедност, бара и Бразил, бара и или Пакистан, Јапонија, Германија, Пакистан, Индија, Германија бара, Индонезија. Нека ги има повеќе, нека ги има 15, така. Меѓутоа, нека ги има и 30, тоа воопшто не е ама да бидат важно, ефективни. дали ќе биде ефективно. Да бидат, затоа што јас на пример не можам да се навистина некој можеби ќе рече глуп или повеќе очекува од животот. Кај нас најпресрижни правници се тие, да речеме, што студирале меѓународно право, нели? Ние сме овде локално право, локалци. И сега, за кое меѓународно право зборуваме? Ако воопшто постои. Ако воопшто постои. Сега јас наместо меѓународно право, како што рече Драган, алтернатива, сега имаме право или закон на дивината. Сега буквално со светот владеат зверства. Значи ова без разлика дали се случува према палестинците, према евреите, према оние во Сомалија, према ујгурите. Значи во Кина, значи се ова едно зверство на кое тие од Обединетите нации треба да му стават крај, затоа што тие го имаат тој мандат. Значи тие се повикани. Меѓутоа господинот Гутереш со една изјава го предизвика бесот на Израел. Дури сега им дозволиле на представници на Обединетите нации да влезат во Израел. Им беше најавено дека ќе им ги забранат визите заради една изјава. Да, имаше и реакција од Високиот комесаријат за човекови права на Обединетите нации, каде што Израел го прогласи за геноцидна администрација, за геноцидна сила. Меѓутоа, дали се сеќавате на Ариел Шарон, например, Ариел Шарон во една прилика во Америчко-Израелскиот комитет за обични работи, знаете што им рече во Америка? Вели, ние сме појаки од вас и тука. Во САД. Во САД. И сега затоа Мислејќи на финансиските пазари, тоа анализите тогаш тоа го вели. Меѓутоа сега ако видиме од каде потекнува, од каде доаѓа Гутереш? Португалија. Да. Добро. Која е неговата позадина, која е неговата моќ? За жал имаме до 12:05 имаме точно време да зборуваме, имаме толку многу теми, мене ми е просто навистина жал што нема да успееме се. Ајде да сватиме на Македонија. Македонија гласаше, рековме, воздржано, меѓутоа ако сме реални, од целиот исламски свет, само Албанија, Косово и Азербејџан
имаат еден однос, нема да речеме дека е произраелски, меѓутоа поприлично неутрален со одобрување на тоа, не тоа што го прави Израел, меѓутоа еден пристап кој што овозможува да се премолчување, предпостави дека се на страната на Израел во целата приказна. Јас би рекол дека Господинот Бојар Османи, кој што е албанец од Македонија, веднаш зазема став дека Хамас тоа што го направила злосторство и дека Израел има право да се брани. да, Хамас тоа што го направи, никој не го оправда до денес. Јас немам слушнато некој да го има оправдано. Меѓутоа, ова, значи, што го прави Израел, значи, со милион пати го надминува она што го направи Хамас, така? Сега, Македонија е приказна за себе, значи, јас на Македонија нема што и да што да и се лутам и што да очекувам, затоа што Македонија едноставно нема капацитет и на почетокот реков дека да има сопствен став. На Македонија, како ќе се каже, така и поставува. Така истото го прави Албанија, истото го прави Косово. Односно, Косово е единствена држава која сака исто така амбасадата да ја направи во Јерусалем. Да. Така да, зошто? Затоа што Израел ги признал, а Палестина не ги признал. Палестина не е држава, па за да ги признае. Но ете така си има некоја ситуација. Но проблемот е сосема друго. Ние, значи, кај нас основните институции кои се исламски, затоа што државата кај нас не е исламска, ниту Албанија е исламска, ниту Косово е исламска заедница, овие се секуларни држави. Значи да, има муслимани кои што живеат во Македонија, живеат во Албанија, меѓутоа политичкиот систем на државите е секуларен. На што правиме со верските заедници? Тоа сега да ве прашам. Исламската верска заедница во Македонија, јас не слушнам никаква реакција околу Палестина, можеби сум пропуштил нешто, еве да речам. Имаше ли некаква реакција? Вие бевте член на многу години на Ријасетот на ИВЗ и знаете односите таму. Нема некој став на исламска заедница, освен еден Facebook статус каде што се бара така многу бледо да се спречат убиствата или злосторствата, меѓутоа во моментот ние во Македонија за жал од 2013 навамо немаме исламска заедница. Нели едно време после 2013 беше друштво на неограничена неодговорност едно лице. Сега имаме Facebook група Исламска верска заедница, каде што поединци меѓу себе се честитаат, си делат комплименти, не знам, ако продолжат уште малку со комплиментите, каде и ќе завршат, ќе се модернизираат најверојатно проевропски. Добро, да не одиме натаму, да не замолам. Така да, во моментот Исламска заедница не е кадарна да донесе став. Не е кадарна да. Логично би било. Не е кадарна да донесе став, не е кадарна да донесе собствен став. Па тоа е на фонот на сите институции во Македонија практично. Поглаварот што ја води Исламска заедница е човек кој и предходно, значи, како муфтија на Исламска заедница Гостивар, нема собствен став за ништо, стално се сложуваше со... Ние дебатиравме, дискутиравме со Сулейман Реджепи, се противевме, и тој стално беше аминџија и го подржуваше она што ќе го предложеше Сулейман Реджепи. Иако Сулейман Реджепи имаше најмногу доверба кај него, овај, значи, на крајот му го заби ножот во грб. Зошто? Затоа што Сулейман Реджепи, значи, се оженил. Голема работа, оти се оженил Сулейман Реджепи со некоја помлада девојка. Значи, она што Сулейман Реджепи се ожени не е никаков проблем. Ниту шеријатски, ниту пак световен закон. Ниту од световните закони кај нас, значи, е проблем, ниту пак е проблем. Значи, тука му најдоа, значи, причина да го разрета Сулейман Реджепи, што немаше никаква врска. Меѓутоа, Сулейман Реджепи беше како што беше, без разлика, со сите негови слабости и доблести, меѓутоа човекот во било која ситуација знаеше да каже ова е ова или да завземе став. Било погрешен или добар. Муфтија, јас се, пошто знаете како функционира Ријасетот, нели? Таму се колку 13 муфти, колку се? 15, не знам колку се, не е важно. По кеф на Реисот. Колку сака има толку члени. Еве да речеме Реисот нема став, прифаќам дека може би е така. Но сигурно муфтиите внатре имаат чувство за како размислуваат
верниците. Верниците се оставени на цедило, верниците не знаат како да размислуваат. Сега оставени се поедини имами да прават ова или она, некој да излезеш на некакви вакви транспаренти, други со некакви такви транспаренти, што не е во ред. Значи не е во ред. Не е во ред. Исламска заедница треба да завземе став. Меѓутоа, сегашниот поглавар на Исламска заедница прво не може да го собере ријасетот, не може да го свика ријасетот, затоа што има пукнатина, нели, пред 3-4 месеци ги разреши повеќе од 5-6 членови на ријасетот, кој на почетокот него го поддржуваа, меѓутоа го поддржуваа затоа што очекува некакви си промени, реформи во Исламска заедница, а од сите тие промени е само Сулейман Реджепи, колатерална штета. Значи во сетаа ситуација и сега, значи единствената добивка и придобивка на сегашниот поглавар на Исламска заедница е тоа што сите претходно разрешени, по било кој разрешени, изместени од позиција или избркани, се уште не се соединети. Ако се соединат, значи сите овие што се разрешени, овера и Сулейман нема да биде ни 24 секунди. Зошто? Затоа што во Исламска заедница, значи, не само да не се промени ништо, меѓутоа се промени само Сулейман Реджепи, се во една таква летаргија, за ништо, значи за ништо немаме никаков став. Еве, например, џамијата во Топанско поле. Од 17-та ништо не се случува и многу други работи. Така да, обична една Facebook група и ништо повеќе. Што е страшно, затоа што народот, поготово муслиманите, очекуваат, значи, водич. Исламска заедница да им биде водич, ако ништо повеќе да ги насочи како да размислуваат, што да размислуваат и каде да ги насочат нивните интереси или потенцијални сили да речеме. Зборот е сега за верските прашања, така? Едно време не општо за политиката веројатно не согласуваме. Едно време имаше за политиката и ИВЗ директно инволвираше да речам со своји ставови 2017 година, со своји стави нејавни се разбира, со насоки за кого да се гласа. Не, јас ќе ви кажам сега. Јас кажав, ако се сеќавате пред малку, дека Исламска заедница беше до 2013 Исламска заедница, се додека беше независна од политичките партии. Од 2013 наваму, Исламска заедница е апсолутно зависна од политичка партија, односно сега се зависни од власта. И она што ќе кажат властите, било министер овај, било министер оне, да не именувам, значи луѓе, значи Исламска заедница функционира на тој начин. Затоа молчи за Палестина. Затоа молчи, и затоа нема собствен став. Што нема да има никако. Што е штета? Знаете зашто е штета? Затоа што религиозните заедници во принцип, како велат, да имаме намера се соочуваме, ние зборуваме во името на Господ, имаме намера за 1000 години напред, размислуваме, а политиката е за денес до утре. Во поглавието Ниса 143 ајет, цитат, возвишениот Аллах вели вака: О верници, секогаш бидете праведни. Судете во името на Аллах, заради Аллах. Па макар тоа било и во ваша штета, па макар тоа било во штета на вашите родители, на вашите блиски роднини, било тие да се богати или сиромашни. Значи, ти, како обичен муслиман, а не како верски лидер, си обврзан, имаш наредба од страна на твојот створител да ја зборуваш вистината и да бидеш праведен према сите, па макар и према непријателите. Зошто? Затоа што ти е тоа наредба од возвишениот Аллах. Значи, имаме многу кратко време за жал. Имаме само 4 минути. Морам да ве прашам. Лидерот молчи. Имам две прашања уште, ама ако може навистина брзо. Макрон пред неколку дена изјави дека исламскиот тероризам се врати во Европа. Вака се. Јас прво би повикал било кој колку сака, нека ми каже некој што е тоа исламски тероризам или тоа исламски радикализам. Значи да, муслимани терористи, има муслимани радикали, и тоа нема никаква врска со ислам. Но тие се повикуваат. Истинска организација се повикуваше и на името ислам. И правеше невиден излаз. Апсолутно во право сте, меѓутоа Трамп, не знам дали се сеќавате на изјавата на Трамп, кој го формираше ИСИС? Значи ИСИС го формира Америка. Значи ИСИС нема никаква врска со ортодоксниот, со традиционалниот ислам. ИСИС
е формиран за да ги работи валканите работи кои му се потребни на овај или на онај. Да. Значи, Добро. нема никаква врска. А инаку за она може би друга тема, ако во друга прилика, кој сака, јас го повикувам било кој отворено, да дебатираме и да ми докаже мене што е тоа исламски радикализам или да, дека имаме такви групации, имаме такви луѓе изманипулирани, дека кои учествувале и во ИСИС, учествувале и во Сирија, па сега се рехабилитираат или не знам што. Но Значи страшно сето е тоа кога е тие тврдат окей. дека зборуваат во име на 2 милиарди луѓе, тоа ме зборува. Не, па не може да зборуваат, значи во две. Не може. Не може, значи не може да зборува во моје име, Во ваше нели? име, да. Нели Махмут Абас вели Хамас не може да зборува во име на палестинците, па сега некој да зборува во И моје уште име. едно прашање што ми е многу интересно, во Дечани пред само 6 дена се појави едно движење само да се биде албанец, сигурно сте слушнале за ова, 70 луѓе, Ослободување од исламот. да, 70 луѓе албанци зборуваме, кои што побара практично Да се испишат од да исламот. се испишат од Јас исламот. одма би им дал Да. исписница. Но тие велат нашата религија е да се биде албанец, албанската вера е Албанија. Нема никаква врска, тоа е исто така Искеширано, така да формирано од посебни интереси, искеширано, затоа што тоа нема никаква врска. Прво, албанството не може да биде религија. Значи, Тоа е албанството национален идентитет, национална апсолутно. припадност. Религија и јас би направили и правам таа дистинкција помеѓу терминот религија и вера. Значи, вера е она што е објавено од Господ, а религија е будизмот, ова, она, сето тоа. Значи, вера имаш исламо, христијанството и еврејството. Друга вера не постои во светот. И кои сите овие три вери го имат, значи, истиот извор. Односно, цитатот каде што го заборавив да кажам, кажав дека забрането е, значи секој еден што ќе убие невинен човек дека му се припишува како да го убил Целиот свет, да. Целиот свет. Тоа го имате и во христијанството. Во Талмудот. И во Талмудот, такму така. Го имате и во Талмудот, го имате и во Библијата, односно во Евангелието. И за зашто зборуваме? Така. Овдека, за жал, мораме да превршуваме емисијата. Господин Плуми Велио, благодариме за вечерашното гостување. Благодарам на поканата, се надевам дека одгатнавме некои сознанија, можеби кои за гледачите и не беа толку познати. Да. Почитувани, тоа беше се за вечера, о 15 часот репризото издание на оваа емисија. Јас си говорам Мировски ќе ви се јавиме во 22 часот и 30 минути со нови гости. До тогаш пријатно.